Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек. Еве после десетина дена, 10 па толку дена пауза, малце сега додека проработат сите нели, застаната е машината, па додека маслото фати во сите запчаници за да одиме течно. Се надевам дека ќе ми помогнете вечерва, бидејќи стартувам токму со вас, подоцна ќе ги вклучам и телефоните. Неверојатно е, отидам на одмор, какви турбуленции ни се случуваат политички, социолошки, секакви, и не ги коментираме. Но интересно е дека за овие 20 години и за многу помала работа знаело по недела дена да ми горат телефоните со часови и тоа да не престанува. Зошто? Еве, например, последнава оваа ситуација што имаме со дивоградбата кај Мавровка. Просто надреални работи ни се случуваат, а народов, имам чувство, не дека не сака, не дека се плаши, дека му е веќе се откажува како да креваат раце. Но, добро, ќе се чуеме подоцна, ќе ги отвориме телефоните, а јас се за едно здраво живо, прво на младите, најмладите, обично знаев порано и малце повеќе цртани да им пуштам, па престанав, мислам дека ги извозев сите оние значајни и интересни, бидејќи неќам да се повторувам, ниту да бидам едноличен, а нели она се што е можеби позначајно од цртан филм, им го пуштив на младите. И повеќе испадна дека се работи за не знам од кај ми звучи ова. Ќе го најдам каде. Ова е од кај мене е звуков? Не, од кај тебе? Сега најде да гледаш формула. Па шо не гледаше вчера на рад? А јас се чудам. Екам, што е ова? Формула 1 или Бајерн Барселона? Екам, да не знаеш што е. Добро, окей, вратиме у убавиот кадар. Значи, за најмладите, и после размислував малку, нели, ја и со моите колеги, кога викам, шо да пуштиме Ла Линеа, шо да пуштиме Мики Маус. И на некој начин, иако децата денеска ги знаат, тоа не се нивните херои најредовни, во смисла дека пораснале со тоа. Повеќе се тоа цртани филмови кои се од Cartoon Network, можеби веќе и Самурај Џек е во некои легенди. Но, ќе се вратиме пак на цртаните филмови, да ми се врати некој таков филинг. Сега малце повеќе се фокусирам на музиката, на македонската музика, и како никогаш досега имам поддршка од ВБУ, музичкиот регистар, и ми инспирира да што е можно повеќе туркам околу музиката. И сега ќе си речете, аман, Јанко, па има радија за тие работи и така натаму. Па затоа ќе одбирам работи и сега нели да пуштам детска песна, ама да не биде тоа која прабабата и прадедото ги памтат, не знам, тој крокодил од пред 100 години, кој на денешно дете можеби ништо не му значи. Но во исто време и на тие треба да се подсетиме, пошто имаме и публика која ни е редовна и си ја почитуваме. Туку треба да најдеме и овие песни што денеска им се на деца. Што име на децата денеска? Добро, знаеме дека шарка ама тоа не се наши песни. И затоа, еве, можеби некоја инспирација за нешто што би можело да биде. Еве, најдобро да биде нешто што можеби децата ќе си го запамтат, да си го пеат на свој мајчин јазик, да си го пеат на македонски јазик или на било кој. Добро, јас зборам сега за македонскиот народ, не ги знам кои се кај србите, кај албанците, кај ромите, но немам проблем на ваши сугестии да идам. Не можам сите да ги покријам, но ова се некои универзални ноти кои сите ќе им се допадат. Имено 2010 година со огромна задоволство и огромен мерак пуштав една песна, дури ми беше и мислам дека ми беше гостин, не можам да се сетам. 10 години помина. 2010 година се појави Ања Ветерова. Ања Ветерова не направи некоја спектакуларна кариера, барем колку што сум ја информиран, еве ако идеме со
ако идеме со низиното досие во ВБУ. Може компјутерот режија, па да искоментираме малку. Да, на ВБУ, еве што е регистрирано од Ања Ветерова. Ја не сум, значи, од 2010, 2013, 15, 16, 18. Што прави Ана сега, ја навистина не знам, но во секој случај мене ми остави многу прекрасен печаток на еден сингл кој излезе и со кој настапи на Junior Евровизија. Инаку Junior Евровизија е Евровизија каде што настапуваат млади пејачи до 18 години и да ви кажам дека е 100.000 пати подобра од онаа блјувотина класичната Евровизија. Ја ви се извинувам ако ја почитувате, ама мене едноставно ми создава проблеми во дигестивниот тракт кој ќе ми текне што све имам видено и слушнато таму. Повеќе личи она како што велат србите, парада, киче и веселја, како српска свадба, одошто како некој настан кој би ја воздигнувал културата на Европа. Детската Евровизија, значи, издадена песната е во јануари 2010 година, Ања Ветерова и песната Ео Ео. Ја одбрав неа затоа што од сите овие кои настапија на детска, може би највпечатлива мене таков печаток ми остави. Но ќе треба да прочепкаме и некои други. Ео Ео. Волшебна, ео, ео, nisam ovila, ео, ео, имам песна волшебна, се вика, ео. Бев на чај во Англија, во Шпанија на корида, во Париз на Ефелова, на кривата кула во Пиза. Бев и во Германија, Данска, Ирска и Кипар, стигна до Литванија, до Русија, Финска и Кина. Ео, ео, чириба, чирибу, чириба, ео, ео, чириба, чирибу, чириба, песната магична ме носи кај што сакам, каде и да одам дома секогаш се враќам. Ео, ео, чириба, чирибу, чириба, ео, ео, чириба, чирибу, чириба, песната магична ме носи кај што сакам, каде и да одам дома секогаш се враќам. Запознав симпатија во Хрватска опатија, во Србија на Маракана ја гледав и Ријана, во Њујорк бев на Бродвеј, во Токио јадев суши, во Сингапур и Сиднеј сретнав сродни души. Ео, ео, чириба, чирибу, чириба, ео, ео, чириба, чирибу, чириба, песната магична ме носи кај што сакам, каде и да одам дома секогаш се враќам. Чириба, чириба, чирибу, чири, чириба, чириба, чирибу, чириба, чириба, чирибу, бу, 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 бу. Чириба, чириба, чирибу, чири, чириба, чириба, чирибу, чириба, чириба, чирибу, чири, чириба, ба, 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 бу. Ео, ео, немам ламба волшебна, ео, ео, nisam ovila, ео, ео, имам песна волшебна, се вика, ео. Ео, 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 чириба, чирибу, чириба, ео, ео, чириба, чирибу, чириба, песната магична ме носи кај што сакам, каде и да одам дома секогаш се враќам. Да, и тогаш настапи во Мис Белорусија, се нормално дека сум паметен затоа што ќе прочитам, кој да ги памти сите факти кои што све поминал. Најцрно ми и најтешко ми е кога ќе се сретнам со некого на улица. Господин Јанко, ја нормално сега со секого се поздравувам ако го слушнам, инаку често пати може да ви изгледам арогантен бидејќи имам мали слушалки во ушите, мали слушалки и слушам музика, обично сум на велосипед
и луѓе да знаат да ми се обратат и да не ги слушнам. И тоа не значи, застанувам значи со секого и беше многу интересно и разговарам со еден, викам ми поставува прашања ова, она, ваму, таму, поразговарав со него на улица, добро, окей, викам извинете, викам дали ве знам? Како не, господин Јанко, јас бев кај вас во емисија гостин. Да, ама Јанко нема емисија 2 години, 3 години кариера. 20 години натепав со Јади Бурек, скоро 20 години, од понеделник до петок, значи не еднаш неделно, милион луѓе поминале и имам заборавено, ја викам се извинувам, стварно сум заборавила, а викам, а кога сте биле кај мене, ова беше пред 2 години, а вика, кога сте биле, го прашувам, кога бевте гости кај мене? 2006 година. 2006 година очекуваш да се сетам на тебе, а никогаш не се појавил на никој друг медиум или слично. Не се. Добро, тоа е тоа. Емисијата ми изеде мене одамна, пред 8 години, тотално. Сега ја и слугувам неизе, а вие се ја располагате и употребувате или злоупотребувате онака како сакате. Ете, тоа беше, значи, музички онака здравоживо за децата, на една детска песна и морам да признам, има добро е направена, има грув. Ја би ја играл у диско оваа песна, око не ми трепне. Одлично песниче, а тек да се направи 10 години, а тек да се направи некои добри ремикси. Што е добро? Добро е. Не се, продолжувам јас со ВБУ и на ВБУ има значи страницата повеќе пати ја објаснува. Тој музички регистар, таму нема музика, но има линкови каде да ја најдете музиката или да се подсетите кога барате некоја песна македонска, не ви текнуе што е каде, може би не е линкана, може би е ставена на YouTube, може би е на Facebook, може би е на SoundCloud, значи негде кај ја има таа песна која нема, а може би сте вие кој треба да ја има, слободно комуницирајте ги, дајте им, затоа што има песни таму кои се спомнати со изданија кои не постојат како линк. Значи, ВБУ не успеале да најдат за да ве упатат каде да ја слушнете таа песна. Инаку, направена е за најновата музика. Но, ја најмногу што уживам е да се занимавам со музичка археологија. Да чепкам по работи од моето детство, не заради некоја пуста носталгија, туку едноставно, знаеш, времето некако го замачкува, знаат медиумите да го пуштат тоа, например, македонската радиотелевизија знае да ги пушти тие легендарни. Ма како да ви кажам, немаат некоја личност која ќе се истакне, да му даде на тоа аспект, да ве поттигне, да раскаже приказна, да малце ви текне. Чекај, зошто овој пејач? Ба добро е, ама зошто е добро? Е па заради ова. Ја, например, сум дете кој цел живот растело, па мојот прв рок бенд беше Сузи Кватро. После Сузи Кватро дојде Deep Purple, па дојде Pink Floyd, па Цепелини, па Bad Company, па Depeche Mode, Future Sound of London и така натаму, и така Talking Heads. И така си некако си растев со Dead Can Dance, со сите тие до ден денеска на некој начин растам. Но во тоа време ние немавме многу радио, нити музички телевизии и едноставно моравме она што продукцијата на МРТВ ќе ни го наметне, тоа да го слушаме. Ја никогаш не сум ги сакал премногу, иако си завршија они добра работа во својот сегмент, но како да ви кажам, од нив не можеше некој да просперира ако они не го аминуваа. И тоа мене како млад бунтовник не ми се допаѓаше. Повеќе сакав панк, рок, бендови, металци, рокери и алтернативци, одошто овие шлагераши. Но дури и таков, не можев да одбегнам некои имиња кои денес кога ќе ги размислам, човече, тоа било добра работа. Кога сум бил дете, нормално ме интересирало сосема друга музика, сосема други текстови, сосема друга поезија, сосема други
ритмови, друга емоција. Се сеќавам на едно радио, навечер, на ноќна програма, разговаравме долго за македонска музика и оној спојот кој на некој начин Анастасија ни ја направи, составот Анастасија ни ја направи оној клик да сватиме колку суштествена и спектакуларна е македонската музика. Македонската музика, исто како поезијата, е епска лирика. И Анастасија на некој начин тоа го направи. Многумина од состави се обидуваа да спојат македонско со современо. Па пред пар недели ви пуштав и Триангл, Ој Јано Јано и така натаму. Помалку или повеќе. Лепи Сол добра кариера направија со обработки на македонски песни. Но, тоа се некои, да речеме, Лепи Сол во рамките на джез рокот. И тоа го направија на моменти спектакуларно епски добро, да мислам цел Балкан им се поклони. И си ги добија сите заслуги и ловорики за тоа. Лепи Сол си го имаат своето место во историјата. Но ја сега зборам за македонскиот шлагер. Имаше една песна, за која искрено да ви кажам, денеска, може би се лажам, но ова е мојот впечаток. Мислам дека е еден од најуспешните споеви на македонска музика, македонски фолклор и македонски шлагер. Ликот се вика Диме Поповски. Него го знаете и како режисер од Македонско радио, но и како пејач. Диме Поповски има доста изданија и не знаеш каде беше подобар. Мене ми беше доста впечатлив со неговиот комицки изглед. Ќе слушнете Грмење и кај вас, ако сте у Скопје, близу, го слушаме и ние тука. И многу се израдував што ВБУ на времето уште ги екстрахирале неговите песни, ги посочиле. Ја не знам дали секоја песна има соодветен линк, но еве Диме Поповски датира уште од 65-та година, Девојко љубов ми вети ти, Штом те видам, сингл за Одопатија, но песната која ја сметам за Evergreen популарна е од 68 година, јануари 68 била издадена, објавена, најверојатно дека е под македонската радио телевизија и се вика Планино, моја Рудино. Мислам дека немаме видео нормално, но вреди да се слушне овие 3 минути. Во пазуби своите чувам, осказна си ти за нас. Те дишам јас и те љубам, из развигор слушам твој глас. Планино, моја Рудино, бакнеш до небо високо, зашто раскажуваш ти? Стадата да заблеале, овчари да запеале, или пак тагуваш ти? Над мене стоиш ко судба, одлука чуваш мој свит, заси од живот мој дружба, до задни стегнати дни. Планино, моја Рудино, бакнеш до небо високо, зашто раскажуваш ти? Стадата дал заблеале, овчари дал запеале, или пак тагуваш ти? Над мене стоиш ко судба, одлука чуваш мој свит, заси од живот мој дружба, до
to razkažuvaš ti. Stadata da li zaplejale, ovčari da li zapejale, ili pak taguvaš ti. Nestivnata moja ljubov, najtrepetna pesna si ti. Така, драги мои, а сега барам една песна помодерна. Со колегата ми предложи да ја пуштам нашата легендарна Маја Оџаклиевска. Види, Маја Оџаклиевска факт е дека е шлагер поп пејач и си го има своето место, како и таа сцена, колку толку што ја разбирам или не ја разбирам. Туку по мене, ја и на 103-ка тоа го кажував, дека ја имаше најпровокативната, најхрабрата и најоткачената песна, па дури можам да кажам и најбезобразната песна. Во тоа време, 83-та година, кога е направена песната, во суштина не видов дали ја има Маја Оџаклиевска на ВБУ, убеден сум дека ја има. Еве сега малце е какмак. Добро, значи го размрдавме сајтот. Малце кочи, што е добро. 83-та година Маја Оџаклиевска вади една песна која е просто скандалозна во рамките, не дека во Југославија немаше песни кои беа малце рчка, сексуален контекст, ово, она, ваму, таму и така натаму и така натаму. Но кога ја извади песнава, навистина у овој момент не можам да видам, знам дека Григор Копров и Зафир Хаџиманов ја имаат направено. Текстот чифе, затоа што текстот е, Порнхаб, можам да кажам. Песната се вика Лиду, Лидуду. И сега седиш, слушаш и вика постела мека бела, и на неа ли, и на неа ду, и на неа лиду, ти и јас. Алал ти вера. И тоа да го протнеш низ цела Југославија. Супер, бидејќи поминуе, тоа е као она ла, ли, ду, да, она во пеењето. Ама да го акцентираш на лили и дуду, кое ако ги додадеш уште неколку букви е прилично безобразно. И јас затоа го изреспектирав ова. Маја знаеше да биде критикувана, ама ја никогаш дури у најтешките алтернативни денови, затоа што ми се допаѓаше низината храброст. Од шлагери и евергрини и детски песни, идеме на блага еротика, а потоа идеме да се оладиме, пошто жешко ќе биде. Di vreme, lidu do večere, na mini do mene. Najdi način, lidu do utro, na spise kraj mene.
na postelo neka bela i na ne ali do dia na postelo neka bela i na ne ali i na ne do i na ne ali do dia na di vreme lidu do večer na mini do mene na di način lidu do utro na spise kraj mene na postelo neka bela i na ne lidu do dia na postelo neka bela i na ne i na ne i na ne lidu do dia na di vreme lidu do večer na mini do mene na di način lidu do utro na spise kraj mene na postelo neka bela i na ne lidu do dia na postelo neka bela i na ne i na ne i na ne lidu do dia na postelo neka bela i na ne lidu do dia na postelo neka bela i na ne i na ne i na ne lidu do dia i na ne i na ne i na ne lidu do dia Grammarly